Од денеска до петок во Министерството за надворешни работи се одржува работен состанок на шефовите на дипломатско-конзуларните представништва на Македонија. На состанокот ќе стане збор за бегалската криза и предизвиците кои ги носи, како и политичката ситуација во регионот и во Македонија и евроатланската интеграција. Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски пред состанокот истакна дека фокусот ќе биде ставен на регионалната соработка и тековните предизвици со кои се соочува регионот во услови на поширока политичка и безбедносна комплексна ситуација и во услови на одложена и пролонгирана мигрантска криза. Како што реков, не е завршена кризата. Ние сме подготвени за соочување со сценарија какви што веќе видовме во минатото, но активно работиме на дипломатски план на избегнување на таков развој, заедно со нашите партнери од Европската унија кои ни помагаат и на терен, и заедно се разбира со земјите кои се најблиску до изворот на предизвиците за мигрантите, а тоа е секако Турција и Грција, и онаа линија која во минатото беше најпроблематична за контролирање на тој проблем. Во однос на утрешната посета на неговиот грчки колега Никос Кодзијас, Поповски истакнува дека таа во рамки на зголемување на довербата меѓу двете држави со цел да се испрати јасна порака, оти Македонија сака да биде фактор на стабилност, а Грција е клучен партнер. Не очекува на средбата да стане збор за спорот со името. Не верувам дека во оваа прилика би можеле да се запатиме со решавање на толку крупно прашање. Впрочем, во изминатиот период рековме дека тоа што ни е приоритет е подобрување на односите на двете земји, создавање на посилни врски во што е можно поголем број на области, и мислам дека во изминатиот период направивме сериозен исчек. Се тоа би го ставил во графата на зголемување на довербата помеѓу Македонија и Грција. Но како што потенцира, тој не очекува негативната реторика на Грција кон Македонија да запре и порачува дека треба да се гледа по широката слика.